Мире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистарка. 100% живот. Селекторе, првата зацртана цел е остварена. 99% сме во осми на финалето, сега прашање е од која позиција. Ако направиме вака една кратка анализа на првите два надпревари, што би извоиле? Па би го издвоил резултатот пред се нормално, двете победи и првото полувреме против вчерашниот противник, значи Катар. Кажавте, првата цел е остварена, значи тоа го ветивме ни пред поаѓање, сега ни остануваат три надпревари со три доста јаки европски репрезентации, али ние имаме своји квалитети и имаме шанса да добиеме било кој од овие репрезентации, максимално ќе влеземе на сите три надпревари, па ќе видиме што ќе се деси. Рековте пред почетокот на првенството, добивме и таков впечаток дека без разлика на развојот на настаните, на првите два надпревари бевте решени да го ротирате целиот ростер и практично да го воигрувате тимот за трите европски противници кои што следат. Па да, во секој случај јас многу добро ги познавам квалитетите на секој играч, верувам во секој играч кој што е овде и основна цел ми беше покрај тие три пријателски надпревари во припремниот период и овие два условно речени лесни надпревари да влеземе во права поосакувана форма за завршницата на светското првенство. Од денес стартува операцијата Исланд, значи еден краток одмор, веднаш потоа тренинг, го следите противникот, со што може да не изненади овој нов Исланд кој што има нов ростер, нов селектор? Па да не изненади во нешто ново не би рекол дека може. Јас мислам дека основна цел на Исланд ќе биде тоа минотрчање, значи брз центар, брза трансформација од одбрана во контра, во полуконтра. Доколку успееме да го спречиме тоа, а се спремаме да го спречиме тоа, мислам дека ќе имаме големи шанси да го добиеме овој напред. И за крај, притисокот, дали сега тој ќе биде повторно така присутен, со оглед на тоа што моравме да ги добиеме само првите два надпревари, а се сега е бонус, или пак може да ни биде дополнителен плюс тоа што притисокот ќе го префрлиме врз фаворитите, Исланд, Данска и Русија? Па притисокот врз нас стално стои, значи стално нашите очекувања за ракометната репрезентација се малце и нереални. Ние сме тие кои што сакаат најповеќе да постигнат што повисоки цели нормално. Свесни сме за тој притисок кој стои врз нас, спремни сме да се носиме со тој притисок што е многу битно и спремни сме да го направиме најдоброто од нас. Реков, ќе играме максимално против секој противник и секоја шанса која што ќе ни се укаже, доволно сме искусни да ја зграбиме и искористиме.